Почитувани земеделски производители, почитувани редовни гледачи на телевизија Нова 12, добро вечер. Еве не и овој петок со нашата и ваша емисија за земеделците, која, како што знаете, секој петок во 21 часот, а репризата на емисијата е во недела во 12 часот и во среда во 14 часот и 30 минути. Денес сме, како што рековме, петок, 28.11.2025 година, сме со 332 ден од годината и ден се пократок и денот е само 9 часа и 24 минути. Значи, компарирајќи го со најдолг ден, имаме уште намалување на денот до 9 часа и 7 минути, од кога почнува пак постепено растење на денот. Ние овие наши емисии, кои ги имаме подолг број години на телевизија Нова, секогаш на почетокот од емисијата даваме една ориентационна најава што се ќе содржаат емисиите. Содржаат емисиите. Секогаш одиме прво со прилог за времето, како тоа се одрази врз одгледуваните култури и нормално што предвидуваат хидрометеоролозите со на долгорочна прогноза. Тоа го правиме во секој од емисиите, обсервирајќи ја и хидролошката состојба во Република Македонија, која ни случајно доскоро не беше добра, бидејќи свесни сме на тоа дека имавме навистина еден пеколен период од високи температури, а голем недостаток на вода. Имаме потоа за состојбите во аграрот, тоа секогаш го правиме, која состојба имаме, како е третиран аграрот од нашите политиканти, кој третман го има и каде оди аграрот по однос на она што имаме некакво производство, а задолжувањата кои предстојат, кои ги имаме и кои предстојат, се дел на увоз на храна. Тоа е знак дека имаме рапидно намалување на производството. Кои са причините, ќе слушнеме дел од тоа. Имаме она состојба во аграрот, проследена со оние активности и со тој прав импулс од теренот. Што тоа значи? Со што сега е преокупиран земеделскиот производител? Гледам, најактивни се тутунарите, кои мачат да се избораат со една солидна цена на тутунот, кој цела година лист по лист го береа, го нижеа и го припрема, и сега пак некои манипулативни информации за тутунарите да им се некако одземе дел од вложениот труд и мака. Тоа всушност се случуваше со градинарите, се случи со лозарите и со еден збор навистина земеделскиот производител, кој е веќе тука, доста измалтретиран, доста омаловажен, без јасна стратегија, произведувајќи за непознат купувач, тој е навистина во една безизгледна состојба, каде што, морам да го кажам тоа, ова годишните втори култури од доматите и краставиците дојдоа до цена од 15 до 20 денари, а на маркетите коштат 80 до 100 денари, тука се гледа оној беден гнил трговски сектор, како го ништи земеделскиот и умаловажува земеделскиот производител, одзимајќи му дел од вложениот труд
и цената која треба да ја добие по килограм домата, краставица и така натаму. Тоа е фактичка состојба која ја гледам, која доживувам со земјоделските производители, бидејќи голем дел од нив доаѓаат на консултации, да не прска повеќе, да не фрла ѓубре повеќе и така натаму, и вели и покрај тоа јас сум омаловажен. Тоа истото го рекоа и лозарите и така натаму. И ние, на вистина, со таа состојба во агрот, ќе се занимаваме малку повеќе, имаме на крајот, на вистина интересен, многу интересен прилог, кој го обеќавме пред известно време, а тоа е за примената на зеолитите во земјоделското производство. Тоа во една од претходните, во неколкуто од претходните емисии го зборевме и го обеќавме и овај недела, оваа емисија, при крајот на емисијата ќе завршиме со прилогот за зеолитите и нивната употреба. Тоа се во главно содржините со кои ќе се дружиме, доколку сме интересни следетине, а ние одма продолжуваме со освртот за времето како главен индикатор за остварувањата во земјоделското производство, кое нешто не наведува да констатираме дека е точно времето фактор број 1 за обстојба во аграрот, успешноста во производството, бидејќи она што се случи со високите температури и со бројните пожари, она што се случи со недостатокот на вода и губење на производството, обуслови земјоделското производство да биде десеткувано од времето како фактор, а второ од бедната трговска сфера, која си поигрува со политикантите заедно, секако поддршка имаат од нив, да го ништаат земјоделскиот производител со фамилијата, да тој не произведува храна. Чиј е тој интерес? Еве, тоа ќе го обсервираме токму сега, токму во ова емисија. Ќе кажам за времето. Како фактор број 1 во обстојбата во аграрот. На вистина, ова година, 2025, ќе биде запаметена како специфична година со своји специфики кои обусловија на самата пролет да ние имаме измешани чувства по однос на тоа дали имавме зима или немавме. Имавме календарски зима, а буквално немавме ниски температури, а уште помалку снег, кој обусловува да се обележи зимата, да дојде снегот, да се полскиот воден капацитет наполни од снегот, да имаме на еден начин една нормална година. Наместо тоа имавме блага зима, која со високите температури обуслови да ние имаме потерување за 20 до 25 дена на вегетацијата. И после тоа потерување, исполнување на температурната сума на голем дел овошни видови, да ние во март месец, март-април, кога беа бабите и така натаму, ние, кога растенијата веќе тргна, вегетацијата тргна, имаше потерување на пупките, имаше веќе цветење на кајсијата, на праската, оние сензибилни бадемот, оние сензибилни рани видови, имавме и цветење и плодоносење, да во март-април ние имаме температури од -3, -4 степени Целзиусови, кои беа доволни да голем дел од потераните цветови, гранчиња и така натаму смрзнат, бидејќи водата ја менува агрегатната форма и ние имаме мрзнење на тоа производство на тие култури кои беа потерани. И крајниот епилог
кога пролетта веќе дојде, гледаме процентот на измрзнатост на бадемот, процентот на измрзнатост на кајсијата, процентот на измрзнатост на праската, процентот на измрзнатост на јаболката, процентот на измрзнатост кај калинката, кај јапонското јаболко, кај сливата. Процентот беше голем, за кое нешто дежурен виновник излезе исклучиво земјоделскиот производител. Постоеше некаква иницијатива да им се надокнади на земјоделците таа природна непогода. Но тоа негде имаше некакви одзиви, негде немаше, помина така и голем дел од производството е 10 кубано. Добри тонажи од кајсија, кои Република Македонија ги произведува тука посебно во јужниот дел на Велешко-Гевгелискиот регион. И голем дел од количините од кајсија одеше за Словенија, за сокови од кајсија. Праската во Росоно, црешата, вишната во Беровско, јаболкото во Ресенско. Сето тоа беше унакажано, сето тоа имаше своји реперкусии по однос на губитоци, на принос од насадите кои настрадаа од ниските температури. Производителот мака мачеше да го тоа докаже, мака мачеше тоа да го прибележи, а уште поголема мака беше анемичниот однос на оние органи кои треба да се грижат за земјоделските производители кога се на такви маки и штети од временски неприлики. Слично е тоа и со градот, ги упатуваат во овие осигурителните куќи да биде тоа трагично со процентот на оштетеност од слана, од мраз, од град и така натаму. Сето тоа е основната причина да младите луѓе буквално со третманот кој го живее земјоделецот, од пред се од луѓето кои ја водат државата. Второ, трговската сфера, која треба да свати дека и да прифати дека живее од двете раци на земјоделскиот производител, тој го омаловажува, тој го целосно обезвреднува и младите, нивното поколение, кој треба да продолжи со производство, бега во странство. И сите, пазете сега, политикантите, тоа е бедата на нашето време, полни со корупции и прашаат зошто младите бегат во странство. Тие прашаат, а они се иницијатори на стварање на таквиот услов да човек со малку повеќе памет каже да, јас не живеам овде и не работам повеќе овде. Тоа е здравата логика. Ние немаме уопшто никакви политички предрасуди, немаме никакви такви тенденциозни зборења. Ние точно импулсот од теренот го отчитуваме кај земјоделските производители, го согледуваме секојдневно тоа, тоа е фактички она што го збориме, не паушално, туку вистински од теренот, дека земјоделскиот производител наместо мотив, наместо инспирација да го зголеми производството, тој земјоделски производител е отеран да бара друг извор на своја обстојба, а не да биде награден, да биде државата заинтересирана за него како производител на храна.
И што е трагично, она што и западните земји, и ми парди, одделуваат средства за потекнување на земјоделието, тука ние имаме катастрофална состојба каде што се парите наменети за земјоделскиот производител одат во коруптивни действија. Тоа е вистината од теренот. Но ние со тоа нема да се занимаваме. Ние во најавата, кратката најава, рековме дека таа состојба на производство која е обезвреднета, тоа мора да се менува. Приватизацијата која е нечесно направена, тоа мора да се ревидира и да се бара одговорност од поединците кои доведоа аграрот да биде на просјачки стап. Тоа се факти од теренот, за да не се прашаме, голем дел од тие политиканти велат, зошто е таква состојбата во аграрот? Затоа што тие ја направија таква каде што е обезвреднет трудот на земјоделскиот производител со неговата фамилија и тие размислуваат да барат нов начин на обстојба одејќи во странство или работејќи друга работа. Но ние во ова наша најава на почетокот рековме, поодамна имавме обеќано за оној прилог за зеолитите како една значајна работа за примена на зеолитите воопшто. Бидејќи тоа емисија од едукативен карактер, ние ги имавме обработено зеолитите како чинител во земјоделското производство. Предлагам да не должиме повеќе, да го погледнеме прилогот кој го припремавме за зеолитите. Во овие наши едукативни емисии се трудиме секогаш да вградиме нешто интересно и пред се корисно за земјоделските производители. Тоа го правиме подолго време со презентирање на одредени нови работи, интересни работи кои навистина заслужуваат внимание, а со цел унапредување на земјоделското производство. Зборевме за нови пестициди, нови стимулатори и што ли уште не. Денес, навистина, со задоволство би рекол, со добри проучувања и неколку годишни експериментални огледи, утврдивме дека токму тој прилог ќе најде место во земјоделското производство и пошироко, како еден корисен чин на нештата кои треба да најде во производниот процес, во секојдневието на обстојбата на човечкиот род, место како една суштина која заслужува внимание. Денес ќе кажеме нешто повеќе за зеолитот како една творба не толку нова, колку интересна и истражувана веќе со одредени докази на користење на зеолитите во повеќе области во обстојбата на човечкиот род. Ние секако ќе ги спомнеме само областите каде што тој веќе наоѓа голема примена, но посебен акцент, бидејќи оваа едукативна емисија има пред се карактер за земјоделското производство и негово обстојување, ќе кажеме за тоа како прво што представува зеолитот и како тој се наоѓа во земјоделското производство како еден навистина, јас би го нарекол слободно Божји дар, бидејќи тоа е точно дар од природата кој човекот треба максимално да го искористи. За зеолитите морам да кажам дека
во последно време се повеќе се знае, бидејќи порано се многу малку знаеше, но со последните проучувања се утврди дека тој помага во многу сфери во обстојбата на човечкиот род, а ние, како што рековме, видовме, констатиравме што тој представува за земјоделското производство. И ќе почнеме со еден основен чин на запознавање на зеолитот, иако голем дел од гледачите може би знаат нешто повеќе за зеолитите, дека тој има активна материја клиноптеолит. И многу од земјоделците кои не го имат користено, професоре, што представува зеолитот? И ние сега во ова наше образложение ќе се трудиме да го уедноставиме ова наше образложение, за да биде сватено, а покасно и прифатено и користено во земјоделското производство како еден корисен чин на нештата, а во прилог на чисто квалитетно еколошко производство и квалитет што ќе биде баран на пазарот. На почетокот да кажеме што представува зеолитот. Тој, морам да ја кажам целосно или потполно, дека е природен нетоксичен материјал. И таа со неговата правилна примена зеолитот не предизвикува никакво негативно делување при неговото применување. Тоа е докажано со бројни стручни, научни, врвни истражувања дека тој представува минерал корисен, племенит материјал кој го има и кој треба да се користи. Што тој суштински представува? Тој е алумосиликатен материјал од вулканско потекло и има кристална решетка која е негативно наелектризирана и функционира како изменувач. Тоа, оние хемичари или геолози многу добро знаат што тоа значи функцијата изменувач. И една од неговите најважни карактеристики е да тој има афинитет да абсорбира некои микотоксични и тешки минерали, како што е арсенот, оловото, живата, кадмиумот и друго, а со тоа тој го стекнува тој епитет на детоксификатор и одличен абсорбер. Тоа е навистина голема работа. Што тоа значи како детоксификатор? Сите тешки метали во почвата, кои штетно делуваат во коренот, се абсорбираат и трансформираат покасно во плодот, сето тоа е штетно по здравјето кај луѓето и по производите. А со примената на зеолитот, тој со неговата решетка, тој ги абсорбира, затоа рековме дека е добар абсорбент и детоксификатор, ги абсорбира тешките метали и не ги испушта. Со тоа имаме почва каде што кореновиот систем без никакви проблеми функционира квалитетно и имаме навистина добри односи по однос на абсорбтивниот комплекс на коренот. И освен тој чинен детоксификатор, тој е и јак абсорбер. Сега,
Друга позитивна карактеристика. Тој може да врзува и позитивни иони, освен претходните негативни иони, кои се многу послабо врзани во решетката и кои кореновиот систем, поголем абсорбтивен комплекс, успева да ги абсорбира тие елементи на име калциум, на име калиум и така натаму, кои имаат и како голема важност во исхрана на кореновиот систем и раст и развој на растението. Ние може да кажеме со примената на зеолитите, нормално со пред тоа добро направена агрохемиска анализа на почвата, утврдување на состојбата во почвата, со примената на зеолитот и агрохемиската анализа се ствара еден фантастично убав структурен дел на почвата, што е многу значајно. Присто таа структура ја има она најпотребната pH вредност благодарение на зеолитите. Значи pH вредноста 7,2 до 7,3 е секогаш во почва каде што зеолитот е присутен и е прав регулатор на pH вредноста во почвата. И не случајно тој се дава во некои типови почва со високи вредности, тој ги не нормализира. Или со ниски, пак ствара еден амбиент за нивно добро примање. Ние мора да кажеме при примената, што е најважниот сегмент за овој прилог, примената на зеолитите во земјоделското производство можеме да кажеме слободно веќе во последните неколку години тоа се интензивира, а ќе се уште повеќе интензивира кога ќе се видат оние вредности по однос на примената на зеолитите во секоја област. Значи, со правилната примена зеолитите даваат врвни резултати, кое нешто е веќе констатирано од многу стручни лица, потврдувајќи што и како се однесува зеолитот во почвата. Значи, со правилна примена во земјоделството, во градинарството, овоштарството, лозарството, рибарството, во сточарството, во живинарството и на крајот медицината, за која нешто ќе кажам повеќе покасно, тој применет почетно во тие области дава воуредно добри резултати. Во земјоделството општо со индустријските култури се применет двократно, бидејќи при неговата примена мораме да знаеме, тој се применува. Една од формите на примена е во почвата, за која зборевме со неговото делување, со својата форма на абсорбер и детоксификатор, и второ, со фолиарно прскање на надземните делови на растението, каде двократно ги изголемува фотосинтетските процеси кај растенијата. И со таквата примена во почвата, каде што коренот се активира и добива, благодарение на зеолитот, оние творби кои ги има во почвата и кои ги ослободува преку катиони, тоа е една голема предност на зеолитот. Од друга страна, го штити коренот од тие тешки метали
кои се зло во почвата, а покасно и за здравието кај луѓето, чим се трансформираат преку растанието, причинуваат штети по здравието кај луѓето. Примената во земјоделието, реков двократна, во почвата, нормално со правење на една агрохемиска анализа да се види состојбата во почвата со другите елементи и тогаш зеолитот се одредува која количина по одредена површина за колку време кај која култура може да даде добри резултати. Значи тука има сепак стручен пристап со запознавање на структурниот дел на почвата, дали е тежок тип почва, дали е лесен тип почва, каде што зеолитот одигрува собствена улога на еден регулатор во почвата, а и во растението при фотосинтетските активности за кои рековме. Значи, имаме во покасните наши емисии, ке дадеме специјално во сите сфери, во градинарството, пластеничкото производство, во овощарството, во лозарството, рибарството, сточарството, во живинарството, применет веќе има првични фантастични резултати. Тоа го имам во краварска фарма, каде што има се голем проблем со одредени инфективни болести по кравата, со примената на зеолитот во исхраната. За само неколку дена целата фарма беше мирна, немаше нервоза, се зголеми млечноста, се зголеми се тој чин за кој се одгледуваат кравите. Истото во свињарството, истото во живинарството. Се користи скоро во сите тие области, во рибарството се дава со храната и тука имаме фантастични резултати и приноси од рибата и од другите култури. И во најавата ние рековме дека тоа чудо, да кажам, позитивно, тоа е Божји дар кој од почвата со одредена обработка, микронизација и така натаму се пакува и се дава за примена во сите тие области за кои рековме, но сепак со еден стручен пристап при примената. Тоа го зборим од причина што имаме сознание да зеолитот, ако е почвата богата и добро снабдена, на секој 2, 3, па и 4 години со правење на анализа, тој може да се раствара, зависи од микронизацијата, од големината на зеолитот, што ќе се аплицира во почвата, тој се раствара постепенно и го ствара оној пријатен амбиент, би рекол по однос на хранливите вредности, пријатен амбиент по однос на pH вредноста на почвата, што е многу значајна за одгледување на секоја култура и кореновиот систем. Таму кај што има зеолит е секогаш богато обсервиран, бидејќи кореновото влакно единствено оно од таа решетка може да ги ослободи тие хранливи материи, на име калциум, на име калиум и други позитивни елементи кои се итекако интересни. Или примената на зеолитот во она микронизирана форма за фолијарно прскање. Верувајте дека имаме така цврсти, квалитетни, високи резултати по однос на двократното зголемување на фотосинтетската активност. Тука листот добива една бујност
една чврстина, една здравост, еден јак имунолошки систем, кој нешто, тоа со неколку години веќе го имам констатирано и не случајно зеолитот го даваме како една творба која во земјоделското производство и покрај тоа состојбите се такви какви што се, зеолитот секако треба да се најде како еден основен потенцијал по однос на производство, посебно во градинарските култури, каде што очекуваме добри резултати. Зеолитот што прави? Тој ја одржува со својот абсорптивен комплекс кој го има голем. Тој не дозволува растението, коренот да страда од недостаток на влага. И тука, со тој континуитет на снабденост на влага, коренот има секогаш еден квалитетен осмотски притисок и однос со надземниот дел на растението. И таму кај што е примене тој, имаме еден интензивен чин на активност на кореновиот систем, која активност се манифестира преку брз и квалитетен развој на надземните делови на растението. А со фолијарниот третман, со прскањето, исто така обезбедуваме горе една јачина, каде што секој растителен вид применет, зеолитот го дава својот генетски потенцијал по однос на културата која се одгледува. Значи имаме врвен принос, имаме врвен квалитет на производот. А тоа нешто го сака пазарот, посебно европскиот пазар, бидејќи внатре нема токсични творби, а имате квалитет кој го заслужува епитетот да се најде на пазарот. И при крајот ние рековме дека ќе кажеме нешто повеќе за она најновото. Бидејќи во медицината секој кој има можност со користење на компјутер, нека кликне на зеолити, да види во светски размери каде оди науката и сознанието за зеолитите, посебно за нанозеолитите, по однос на нивното применување во медицината. И првистите резултати не да укажуват, него докажуват дека во организмот со еден прав стручен пристап медицински применет зеолитот, тој го чисти од сите токсични творби кои човекот во текот на денот ги добива, дали тоа преку реживотна исхрана, дали е тоа преку алкохолот, дали е тоа преку нечиститиот воздух, дали е тоа преку пушењето и ред други секојдневие кои го мачаат човечкиот род со токсини кои ги прима во текот на денот. А со примена на зеолитот ние имаме веќе еден вистински резултат за здравието кај луѓето. Но за тоа е надлежна медицината која треба да докаже за квалитетите на зеолитите по однос на обстојбата на човечкиот род. Ние ќе завршиме со следното. Зеолитите се неопходност на кој треба да се придаде значење во користење во земјоделското производство целосно, дали е тоа пластеничко производство, дали е тоа лозарство, дали е тоа овоштарство, цвекарство и така натаму, во интерес да секоја одгледувана култура го даде тој свој генетски максимум, а за тоа нешто земјоделскиот производител ги одгледува културите. Затоа нашата препорака е стручен пристап и
користење на зеолитите во вашето земјоделско производство, доколку има некои потреби од консултација. Ние сме на располагање без никаква надокнада да дадеме допринос за правилното, навремено и корисно користење на зеолитите. Со овој прилог од 20 на минути успеавме да со еден опфат целосен за зеолитите да го кажеме дека тоа е навистина природен минерал и чудо кое ден порано треба да се најде во земјоделското производство како детоксификатор, бидејќи имаме еколошко загадување во големи размери, имаме производство кое има токсични творби, а сето тоа зеолитите се можно решение за санација на таквата потреба. Ние ќе кажеме, ако има било што потреба од консултација, сме на располагање секогаш, без надокнади да потпомогнеме. Тоа беше се што успеавме да припремаме за оваа недела. Ви благодариме на вниманието со кое не следете. Со нови содржини ќе се видиме следната недела.